Здраво, пријатели! Добродојдовте во уште една епизода во комбинација на тандем Јосиф и Сашо. Ке не гледате и утре, за среќа или за жал, ќе видиме тоа ќе ни кажете. Но во секој случај јас сум сигурен дека ќе биде за среќа затоа што навистина имам одличен гостин и човек кој што знае да даде одговор и длабоко на некои прашања кои што навистина на површина изгледаат како неважни, на површина изгледаат дека може да се решат со апче. Но не е така. Така да, Сашо, добро дојде уште еднаш. И затоа што се представивме, односно се представи Сашо, и ако сакате да го запознаете, вратете се една епизода поназад и ќе ја запознаете неговата приказна и кој е он. Денеска директно одиме на одговарање на прашања, така да ајде да го погледнеме првото и да се внесеме во темата. По ова прашање, Сашо, искрено, мислам, у овој вториот дел на атеросклерозата немам појма, да си кажам искрено уште на почеток. У првиот дел за дали високиот холестерол е причина за кардиоваскуларни болести, по мене многу повеќе не е, отколку што е, затоа што високиот холестерол на крај на денот е последица на некои погрешни можеби навики. Коренот на холестеролот не е нешто што можеби е и коренот на кардиоваскуларните болести, али знам дека си ти подлабоко упатен, така да комплетно ќе ти оставам да одговориш по генерално и подлабоко на овие две теми и прашања. Благодарам, Јосиф. Прво еве за гледачите да кажеме накратко сосема, атеросклерозата е всушност заболување на артериите во крвниот систем, односно создавање на артериски плак, кој што ги обложува од внатрешна страна и го стеснува протокот на крвта. Во крајна форма тој артериски плак се калцифицира и навистина ги прави многу крути и тврди крвните садови, кои што може да доведе и до нивно прскање. И секако е едно од најчестите и многу сериозни заболувања на кардиоваскуларниот систем. Во однос на холестеролот, ти убаво кажа дека тој може да биде последица. Ако треба со еден збор да го одговорам прашањето, ќе кажам не. Холестеролот не е причината за кардиоваскуларните болести. Тој е манифестација или биомаркер или последица, како што ти спомена, на една состојба инфламација или оштетување на крвните садови. Причината во принцип треба да се бара во лошите животни навики, пред се лошата прехрана. Во основа станува збор за внесот на процесирана храна, внесот на рафинирани хидрогенизирани масла, богати со трансмасти кои што се многу штетни. Значи мастите влијаат во кардиоваскуларните болести, меѓутоа заситените масти кои што се во вид на трансмасти. Само по себе ни заситените масти во принцип не би биле лоши, односно умерено може да се конзумираат. Знаеш што, имам податок дека и практично и пушењето цигари е многу поголем предизвикувач на лош холестерол, него ли некои типови на храна кои што практично и не се, еве од типот, не знам, за јајца, жолчка од јајца кој не јади ке холестерол, а нема врска. Прво луѓето треба да сватат дека во основа нивоата на холестерол во организмот зависат од доминантно од холестеролот што го создава црниот дроб. Црниот дроб е орган кој што создава холестерол. Холестеролот како биолошка органска молекула е многу потребна, есенцијална за метаболизмот на витаминот Д, за работата на ендокриниот систем, односно за создавање на многу хормони како сигнални молекули. Има многу голема и така натаму и други функции, така што црниот дроб, зависно од потребите на организмот, кај различни луѓе различно, создава холестерол. Диететскиот холестерол кој што го внесуваме преку храната влијае многу малку, максимум до 20%. И затоа не можеме ни причините за пореметувањата во метаболизмот на холестеролот да ги бараме во храната. Но како што кажав јас, процесираната храна, рафинираните масла, пушењето или сите оние животни навики или прехраната кој што го зголемува оксидативниот стрес влијае и ја нарушува работата на кардиоваскуларниот систем. Во најголема мера тоа е прекомерниот внес на шекер. Значи сите рафинирани или процесирани шекери, за жал што ги внесуваме, кога тие нема оптимално да се искористат за енергија во организмот, а најчесто внесуваме ние премногу шекер, шекерот во
крвотокот, во циркулацијата, гликозата се врзуваат со протеински молекули, создаваат така наречени продукти, крајни продукти на гликација. Тие продукти се многу лоши и штетни за крвните съдови. Тие продукти практично, јас еве најсликовито да објаснам, се однесуваат како шмиргва. Кога крвта тече низ крвните съдови, низ артериите, тие гликацијски продукти се лепат или ја гребат практично она ендотелна обвивка, тоа е ендотелот на крвните съдови, највнатрешната обвивка на крвните съдови, и ја оштетуваат. Тоа е создавање на микроинфламација или микропукнатини, доведува да организмот го активира метаболизмот на холестерол како заштитен механизам, затоа што холестеролот, вклучително ЛДЛ холестеролот, кој што луѓето го сметаат за лош, во принцип нема добар или лош холестерол, и двата холестерола, и ХДЛ и ЛДЛ имаат своја намена во организмот. ЛДЛ е тој кој што го создава црниот дроб, кој што треба да се разнесе насекаде низ организмот, оному каде што имаме потреба од регенерација на оштетената клеточна мембрана, бидејќи холестеролот влегува во состав на секоја клеточна мембрана. Па така и сите оние микропукнатини што ги имаме во крвните съдови, ЛДЛ практично доаѓа и ги зацелува како фластерчиња да става на секаде. Значи да, тој се манифестира тамо, се натрупува, меѓутоа само тогаш кога ќе оксидира, што повторно како последица на оксидативниот стрес, значи и лошата исхрана и лошите животни навики, кога тој холестерол ќе оксидира, тој влегува под ендотелот на крвните съдови и сега во реакција со клетките на имуниот систем се создава тој артериски плак. Значи да, тој доведува до стеснување на протокот на крв на крвните съдови, но не е причината. Уште повеќе проблемот е во нарушениот метаболизам на калциум, кој што доколку слободно шета низ циркулацијата, може да доведе до стврдување или калцифицирање на тој артериски плак и дури тогаш да доведе во она крајна и многу сериозна состојба на атеросклероза. По која што многу луѓе се доведуваат. За жал, денеска мислам тоа е една од работите која што сам се вбројува со топ 3 болести кои што го коса човештвото, да не се лажем. И сега многу малку луѓе, тоа само сакам да го кажам на крај, многу мал број на луѓе имаат навистина генетска предиспозиција или некои внатрешни проблеми со метаболизмот на мастите, кај кои што може да се јави некоја неконтролирана секреција преголема на холестерол, па тој да излезе надвор од рамките сам по себе. Најчесто и кај најголем број луѓе тоа е последица на прекомерниот влез на шекери или други штетни компоненти што ги имаме ние во исхраната, и тој всушност врши една одбранбена или заштитна функција која што на крај резултира во таква несакана состојба во крвните съдови. Супер, не можеше подобар одговор, Сашо. Фала ти и верувам, дури мене ми звучи инспиративно сето ова и ме наведува да ги држам добрите навики. Така да одиме со следно прашање и со одговор кој што исто така ќе биде фасцинантен. По ова прашање, мојот одговор е дека може да влие, затоа што кожата е нашиот најголем орган кој што исто така диши, абсорбира, изфрла непотребни работи и голем дел од шминките, средствата за хигиена кои што ги користиме, макар што ме радува што веќе полека се зборува за тоа, али козметиката и средствата за хигиена содржат толку многу хемија од типот најлошите парабени, сулфати и слично кои што и така влијаат. Кога секојдневно се нанесуваат, па и ние мислиме дека се бањаме, дел од тоа пак влегува во кожата, така да влијае дефинитивно, али не знам што поточно се случува и кои се последиците. Аз знам дека ти знаеш, така да повели. Не, јас сакам пораката што треба фактички да ја упатиме е дека навистина влијае многу повеќе од што луѓето тоа го перципираат. Долги години назад, нели, актуелна е пластиката и бисфинол А и да се намали употребата или складирањето на храна во пластика. Меѓутоа, подеднакво влијае и тие химикалите, како што кажа, се наоѓаат и во средствата за чистење на домовите, и во средствата за лична хигиена, геловите за туширање, кремите, шампоните, спрејовите за коса, дезодорансите и така натаму. Бидејќи станува збор за многу хемикалии во многу средства што секојдневно одново и користиме, а убаво ти кажа, кожата е порозна, тие се микромолекули кои што лесно пенетрираат преку кожата и влегуваат во организмот. Значи, влијанието е многу големо и директно, а најчестата последица
на влијанието на штетните хемикали во козметиката е појава на состојба наречена естрогена доминација, која што примерно е важна кај женската популација, но влија и кај машката популација. Затоа што тие токсични елементи што ги има, фтаватите, парабените и другите, дури некои форми на тешки метали, така натаму што ги има во тие средства, козметиката и средствата за хигиена, се така наречени ксеноестрогени или надворешни естрогени. Затоа што еднаш кога ќе влезат во организмот, тие се врзуваат на рецепторските места на естроген и практично го активираат метаболизмот и тие биохемиски процеси за кои што е задолжен естрогенот да ги активира и со тоа многократно го зголемуваат дејството на естрогенот, што е надвор од онаа нормална потреба и физиологија на човечиот организам. И автоматски дисбаланс се јавува. Тоа доведува до дисбаланс. Тоа доведува до причина да многу помладата популација, уште од 30-те години па натака, ги чувствува оние тегоби на перименопауза и менопауза, разни хормонални прометувања, нарушување на стерилитетот, например, нарушување во работата на репродуктивните органи, појава на оние миоми, ендометриоза и така натаму, што се исто така... Оствари на крај паметне ни доаѓа. Да, значи ние не го врзуваме тоа дека може да влијае. Тука влијаат и тие токсини што ги внесуваме преку храната, преку пестицидите, значи како ксеноестрогени има навистина многу широк спектар на молекули, меѓутоа пак ќе кажам, тие пенетрираат преку кожата и ние секојдневно, за жал, козметиката и шминката, средствата за хигиена, дезодорансите ги нанесуваме на телото и тие многу повеќе делуваат што сакаме да го сватиме. И онако решение, мислам, пошто, знаеш, пак на крајот на денот луѓето викаат, оке, што да правам, знаеш, не може да одам смрден. Али у секој случај, она што јас го знам е дека препаратите и козметиката која што е пред се природна, нагоре да одиме органска, бензоорганска, веќе се решенијата. Сега повторно е тука прашање и на свест и нормално, мислам, нормално е да е тоа малку и поскапо, но у секој случај најскапо е да ја платиме цената на здравје, да си го нарушиме здравјето. Има, ти кажа, веќе има на пазарот присутна органска козметика која што не ги содржи тие штетни химикали, која што е се повеќе достапна. Точно. И доколку таа повеќе се бара и производителите доколку знаат дека тоа барањето на пазарот ќе има многу поголема понуда, со тоа и цената ќе падне. Меѓу другото, дури и да се вратиме на она основна хигиена која што за жал порано можете би бабите имале, ни тоа нема да е многу лошо, затоа што многу основни супстанции смешани со например на сода бикарбона, на есенцијални масли и така натаму може да дадат многу добри средства и природна или домашно направена козметика, пред се значи како за одржување на хигиената, која што не е лесно достапна, а функционира, така што повторно решение има, треба полека или можеби не можеме одеднаш да ги смениме и да ги отфрлиме сите тие токсични елементи што ги има околу нас, меѓутоа едно по едно можеме и треба да ги правиме тие промени. Точно. Супер. Многу интересна тема и прашање и верувам дека ве инспириравме за нешто повеќе. За денешната епизода тука ќе завршиме. И пак ја кажам, утре пак ќе не гледате. Утре ќе одговориме уште на 3 прашања кои што се повторно супер тренди, знам дека многу ќе ви помогнат. И едно прашање е поттикнато од еден наш пријател и дечко кој што и моја инспирација во делот на фитнес, изглед и слично. До следната епизода ве оставаме во здрави животни навики и ви посакуваме убав ден и уште една голема благодарност за секоја секунда што го одвојувате за да го дадете вашето внимание. Така да, убав ден и се гледаме. Чао. Чао.